Добро вечер, општина Кисела Вода. Почитувани мои сограѓани, вие сте моето семејство и сите ние заедно живееме во една од најголемите општини, во најстарата општина на Република Македонија. Ова вечерва е доказ. Вие сте доказ. Па ќе речам, добро вечер, село Драчево. Добро вечер, Подстаница. Добро вечер, населба Драчево. Пинтија, Стаклара, Усје, Градинар. Добро вечер, Никола Клюсев, 11 октомври згради, Кисела Вода, Расадник, Припор. Добро вечер, Пржино, Црниче, Вирарија, Цветан Димов. Добро вечер, општина Кисела Вода. Барем вечерва, нека ми е простено да не го запазам до сегашниот протокол, па ќе речам, почитуван председател на Општинскиот комитет на Кисела Вода Трајче Донев, почитувани ветерани на ВМРО ДПМН предводени од Љупчо Трајчев, почитувана Унија на жените на ВМРО ДПМН предводена од Светлана Коларич, почитувана Унија на млади сили на ВМРО ДПМН предводена од Орце Ѓоргиевски, токму овде во нашата општина, општина Кисела Вода, се највредните, најверните, најмоќните унии на ВМРО ДПМН. Токму овде, во Кисела Вода, лежи зародишот на ВМРО ДПМН. Токму овде е повеќедецениското јадро на ВМРО ДПМН. Токму овде, вечерва, ќе го сетиме сите заедно најмокњото срцебиење на иднината на ВМРО ДПМН, предводени од лидерот Никола Груевски. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани министри во владата на Република Македонија, почитуван градоначалник на метрополата на Република Македонија, татко на градот Скопје, господин Коце Трајановски, почитуван актуелен градоначалник на општина Кисела Вода, господин Маријан Ѓорчев. Ете токму јас, Билјана Беличанец Алексич, кандидатот за иден градоначалник на општина Кисела Вода, бидам мостот преку кој ќе преминува гласот на народот на општина Кисела Вода. Вечерва гледам луѓе кои се честни и искрени, работливи и посветени, луѓе сплотени со љубов македонска во срцата, но со европски вредности во душата. Вечерашново промовирање на оваа програма е само колку да го запазиме редот и наглас се преслушаме што побаравте вие од нас, а ние ќе сме тие чија должност ќе биде да се подредиме на вас како сервис на граѓаните. И ќе го почитуваме сега веќе ова ветеното, работејќи пред се одговорно и домакински со целосна посветеност. И само на таков начин нашата визија
конечно ќе стане реалност. Драги пријатели, мои сограѓани, како иден градоначалник на општина Кисела Вода, имам една главна стратешка цел, перспективна и сигурна иднина за сите нас. Со сигурност ве уверувам дека храбро ќе се соочам со новиот предизвик, со секојдневно решавање на реалните проблеми со кои ние, граѓаните, живееме во општина Кисела Вода. Со заеднички сили да продолжиме да го одиме патот по кој општина Кисела Вода, заедно со ВМРО, ДПМНЕ и нејзините коалициони партнери, тргна да стане поубаво и поудобно место за живење. Дозволете ми накусо да се подсетиме само на дел од успешно реализираните проекти на изминативе 4 години благодарение на градоначалникот Маријан Ѓорчев. Завршена е изградбата на фекална канализација во должина од 5 километри во населба Драчево. Беа пуштени во употреба парковите Пушкин, Шопен и Македонија. Беа реконструирани повеќе улици низ општината, но да не заборавиме дека исто така дел од наредниот период ќе продолжат финализирање токму задржувајќи го континуитетот на работа на општина Кисела Вода. Општина Кисела Вода ќе ги направи сите потребни чекори да овозможи услови и можности за брз и модерен начин на развивање на стопанството со цел да биде современа економска општина. Во таа насока предвидено е развој на постојните и создавање нови економски капацитети преку поддршка при формирање на мали и средни предпријатија, создавање работни места преку привлекување на странски и домашни инвестиции, подобрување на постојната и изградба на нова инфраструктура, соработка со бизнис заедницата и граѓанските здруженија и нивно вклучување во процесите на локалниот економски развој, реализација на проекти со кои ќе се промовира одржливиот економски развој на општината. За подобрување на бизнис климата ќе се реализираат следниве проекти: изградба на инфраструктура за развој на стопанството, проект поддршка на мали и средни бизниси, проект поддршка при вработување на млади, образовани лица и креирање берза на труд за млади. Во соработка со владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, ќе реализираме повеќе проекти: развој на индустријска зона на булевар Борис Трајковски, поранешна улица Првомајска, гасификација на Кисела Вода преку вклучување во главниот гасовод Јужен поток, реализација на проекти за енергетска ефикасност. Ќе се залагаме за образование достапно за сите и под еднакви услови, бидејќи знаеме дека вложувањата во образованието се вложувања во иднината на нашите деца и нивно формирање како здрави личности, кои ќе бидат подготвени за современите предизвици на животот. Во таа насока се следниве проекти: изградба на нов училишен објект на Основно училиште Неверна Ѓоргиева Дунја, изградба на нов објект на Основно училиште Рајко Жинзифов, спроведување на проект реконструкција на основни и на средни училишта, проект за енергетска ефикасност во основните училишта и во детските градинки. Со поддршка од централната власт ќе продолжиме со обезбедување бесплатен интернет во сите основни и во сите средни училишта. Ќе се фокусираме на развој на условите за спортување. Во таа насока најважни проекти се
Изградба на 2 повеќенаменски спортски игралишта, Основно училиште Свети Климент Охридски и во подрачното Основно училиште Рајко Жинзифов. Изградба на тениски терен во Основно училиште Кузман Шапкарев. По пат на јавно-приватно партнерство ќе се реконструира спортскиот центар Расадник. Изградба на спортско-рекреативен центар на игралиштето Славија во населба Пржино. Изградба на детско и спортско игралиште во местната заедница Усје. Изградба на детско игралиште на улица Милан Мјалковиќ. Реконструкција и оградување на постојните детски и спортски игралишта. Вклучување на лицата со посебни потреби во спортот и приоспособување на спортските сали според нивните потреби. Компјутерските вештини и интернетот представуваат начин на современо живење и символ на развојот на денешницата. Современите информатички технологии овозможуваат поедноставен и брз пристап до информациите. Во таа насока ги приложуваме следниве проекти: електронски услуги за граѓаните, електронски систем за следење на предметите во општината. Нашата визија е општина Кисела Вода да биде место за живење со правилен урбанистички развој и облагороден простор за вршење на секојдневните активности на граѓаните. Во таа насока следат проекти: носење на детален урбанистички план за делот на индустријската зона на булевар Борис Трајковски, изградба на репрезентативен објект кај сегашната руинирана фабрика за сапун Цветан Димов, донесување на детални урбанистички планови за населените места во општината, заокружување на процесот на легализација на бесправно изградени објекти, изградба на проектна документација за развој на рекреативен центар кај Три Круши, поддршка на иницијативата на граѓаните за изградба на црквата Света Недела во населба Расадник, проект проширување и реконструкција на Павел Шатев поранешна Бихачка. Ќе се залагаме за заштита и грижа на животната средина преку отстранување на негативните влијанија од современиот начин на живот врз почвата, водата и воздухот. Ова е наш врвен приоритет. Во таа насока се следните проекти: проект Нулта толеранција за дивите депонии, чистење на отворените канали за собирање на атмосферски и фекален отпад, канал Мала Рада и канал Подстаница. Комуналните дејности се од витално значење на непречено одвивање на животот на една општина. При тоа ќе се залагаме за воедначен развој на општината преку реализација на следните проекти: изградба на атмосферски колектори на улиците Жарко Зрењанин, Коперникова и Ужичка република во населба Драчево, изградба на проектна документација на пречистителна станица во местноста Подстаница, изградба на канализацијска мрежа во горниот дел од населбата Припор, изградба, доработка и реконструкција на фекална, атмосферска и водоводна канализација по местните заедници низ целата општина. Општината Кисела Вода континуирано ќе работи на осовременување, реконструкција и одржување на постојните паркови и зелени површини, како и на подигање на нови паркови и јавни зелени површини. Изградба на детски парк кај местноста Теферич, изградба на нов детски парк во Расадник. Културата е белег на нашето постоење
и тој е еден од важните сегменти на општината. Нашите најважни проекти се реконструкција на културниот дом во село Драчево, проект изградба на паркот на бранителите од 2001 година, поставување на спомен одбележја на Никола Бадев и Пеце Атанасовски, проект изградба на нов културен центар во Кисела Вода. Грижата за децата останува да биде во фокусот на нашата посветеност. Секое дете треба да се вклучи во процесот на социализација преку згрижување во детските градинки. Општината е должна за обезбедување на квалитетен живот на децата и семејствата. Во тој контекст се следните проекти: отворање на детска градинка во продолжение на подрачното основно училиште Рајко Жинзифов, проект изградба на нов комплекс кај постојната градинка во населба Расадник, проект отворање на детска градинка во населбата Припор, реконструкција на кровот во постојната градинка во Пржино. Преку развивање на активностите на Сдруженијето на пензионери и стари лица и отворање на клубови во просториите на местните заедници во општина Кисела Вода, ќе обезбедиме достоинствен живот на старите лица. Ќе се промовира развојот на сервисни служби на стари лица. Дислокација на Центарот за зависници. Проект изградба на пристапни рампи за лицата со посебни потреби до јавните објекти. Проект дневен центар за лица со посебни потреби. Современата инфраструктура е основа за развој и привлекување инвестиции во секоја општина, а добрата сообраќајна поврзаност представува нејзин назначаен сегмент. Во таа насока ќе продолжиме со вложување во инфраструктурата на општината и ќе се реализираат следните проекти: реконструкции, санации, асфалтирања и проширувања на локалните улици и патишта низ општината, како и поплочување со павер елементи на тротоарите. Пробивање на булевар Србија кон улицата Христо Татарчев. Пробивање на улицата Есенинова кон булевар Никола Карев. Проект втора фаза за проширување на булеварот Борис Трајковски со 4 ленти. И како што јас, граѓанинот, од вас граѓаните, верувам во наша достоинствена иднина, токму таа вербата нека ни е водилка што ќе не понесе и стаса од визија до реалност на достоинствен живот во достоинствена средина за живење во општина Кисела Вода. Иако ја зедовме како пример за креирање и реализирање програмата на владата на Република Македонија, предводена од премиерот Никола Груевски и нивното мото, предпочитање и решавање на проблемите на граѓаните, предпочитање и реализирање на идеите на граѓаните на Република Македонија. Иако го зедовме урнекот на работата ветено сторено на градоначалникот на Скопје господинот Коце Трајановски, тогаш верувајте дека ова програма ќе стане реалност. Давајќи ни ја добервата со вашиот глас, ќе ни ја дадете можноста и ние по 4 години да застанеме со главата горе
и дадеме отчет за ветеното, а тогаш веќе стореното. И сосема на крајот ќе речам, како што секоја жена мајка има вроден инстинкт да си ги чува и штити чедата своји, така јас лавовски ќе се борам заедно со мојот тим, заедно со председателот на Советот и сите советници да го истераме до крај патот по кој тргнавме за поубаво утре. Затоа ќе речам, гласајте за кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Билјана Беличанец Алексич. Гласајте за советничката листа на ВМРО ДПМН за општина Кисела Вода, предводена од Трајче Донев. Ќе речам, гласајте за господинот Коце Трајановски за градоначалник на Скопје и советничката листа на ВМРО ДПМН, предводена од господинот Владо Поповски. Драги сограѓани на општина Кисела Вода, на 24 март искористете го правото на глас. Само на таков начин и вие ќе учествувате во креирањето на вашата граѓанска заедница. И ако јас ви се вложив вам, тогаш од вас ја очекувам вашата поддршка. Човек од народот за народот до победа! Да живее ВМРО ДПМН, предводена од председателот Никола Груевски. Да ни е вечна и вековита Македонија!